Неколку мина тетовчани и ентузијасти изработиле студија за развој на туризмот на Попова шапка. Еден од авторите, Валентин Тасевски, вели дека истата не е поврзана само со техничка потреба, туку поврзана е со љубовта кон планината и познавањето на скијањето, секако надополнето со урбанистичка подлога. Според него сите досегашни студии го третираат центарот доста ограничено, нивната пак носи и огромни придобивки за Тетово. Сите досегашни анализи, детални планови, студии што се правени за изработка на деталните планови велат дека максимумот е негде околу 20.000 кревети. Другите 20, 25, можда 30.000 кревети би биле во градов. Центарот може да се донесе на ниво во кое што капацитетот на скијачките жичари, ски лифтови може да достигне цифра од околу 50.000 скијачи на ден. Тасевски вели дека туризмот на Попова шапка заедно со Тетово може да донесе огромен дополнителен приход како за регионот, така и за државата. 250 до 280 милиони евра дополнителен приход, да не зборувам дека тоа е инвестицијски циклус во кој што ќе градежништвото ќе биде опфатено, затоа што туризмот просто ги влече скоро сите стопански гранки. Според Тасевски, државата треба да инвестира во инфраструктурата и заедно со локалните власти кои треба да се погрижат за урбанизмот, да се обезбедат услови да инвестира приватниот капитал. Тешко се решаваат на дополнителни инвестиции, а уште потешко е да привлечете некој и да дојде горе без никакви скоро услови, нели? Онака како што е девастирано, да донесете некого да инвестира, а вие не сте му ги обезбедили основните услови за инвестиција. Инаку за понатамошен развој на ски центарот Попова шапка требаше да придонесе и одвојувањето на Илем Турс од АД Електрани, за да може да функционира како самостоен субјект во рамки на владата. Но ова решение се уште е во фаза на реализација.